Ловечка балистика. Ловечка муниција. Ловечката муниција се дели во две групи: за пушки сачмарки и ловни карабини. Патронот за сачмарката се состои од следниве делови: чаура, каписла, барутно полнење, капаче, тапа, сачма и најгоре повторно капаче. Чаура се состои од метално дно со отвор за капислата, тело на чаурата и картонско и метално зајакнување. Патроните за димен барут се без зајакнување. Постојат чаури изработени од метал и од месинги од пластични маси. За бездимните барути треба да се употребуваат само чаури со зацврстено дно. Каписла се изработува од метал и се состои од тело на капислата во кое е сместена запалувачката смеса, која на удар лесно се пали. Капислата не смее да се набива и со сила да се става во чаурата, зашто при посилен удар истата може да експлодира. Има каписли за црн и бездимен барут. За бездимен барут не смее да се користат каписли за димен, бидејќи таа нема доволно сила да го запали барутот. Барут се пали со помош на капислата и создава во чаурата зголемено количество на гасови, што на сачмата и даваат потребна брзина. Разликуваме два вида на барути: црн или димен и бездимен или бел барут. При употреба на барутот нужно е да се придржуваме кон приложеното упатство, а ова е особено важно за бездимните барути. Црниот или димен барут многу лесно се пали. Запален на отворен простор веднаш пламнува и многу брзо согорува со сјаен голем пламен, при што создава многу чад. Бездимниот барут, запален на отворен простор, доста бавно и рамномерно гори, развивајќи слаб чад, но од димниот барут е многу посилен. Картонско капаче се става врз барутот со благ притисок. Има задача да го спречи допирот на барутот и парафинот со кој е натопен филцниот чеп, како и непосредното влијание на барутните гасови врз тапата. Тапа се изработува од специјална хартија или филц натопена со парафин, потоа од плута, а во најново време и од пластични материи. Книжната тапа не е квалитетна и недоволно е еластична. Најдобра е мрсната тапа, која се става во чаурата со благ притисок. Тапата мора да биде со точна висина која е пропишана на барутната кутија за да има доволен простор за сачмата. Улогата на тапата е да го прими сиот притисок на барутните гасови и рамномерно да го пренесе на сачмата. Врз тапата се става обично картонско капаче. Сачма се изработува од олово, може да биде мека и тврда. Тврдата сачма е произведена со мал додаток на антимон. Таа по своите квалитети е подобра и не се деформира при минување низ цевката. Сачмата се прави во различни големини и се означува со парни броеви: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 и така натаму. Поголемите броеви означуваат помала сачма и обратно. Патронот за пушките кугларки се состои од следниве делови: чаура со каписла, барутно полнење и зрно. Должината на чаурата е многу важна, затоа што покрај калибарот на зрното треба да се знае точната должина на лежиштето на чаурата од пушката. Ако должината на чаурата е 57 мм, а зрното со диаметар од 8 мм, тогаш калибарот на патронот се означува со 8 по 57. Зрното е со различен облик и се состои од челична обвивка и оловно јадро. На врвот на зрното нема челична обвивка, со што при удар тоа се сплескува, а со тоа ја зголемува излезната рана. Препорачливо е овие видови на зрна да се употребуваат во лов на крупен дивеч. Замената на овие патрони со боева муниција никогаш не даваат подобри резултати. Дива свиња. Пораснат примерок на дива свиња може да достигне до 1 метар височина, а добро згоен и стар вепер може да достигне во тежина и над 250 кг.
Дивата свиња има издолжена сплескана конусовидна глава која завршува со чурило или народски кажано рило. Грбот е остар, телото и градите и се тесни. Предниот дел од телото е повисок од задниот. Ваквата конституција на нејзиното тело овозможува да се провлече и на најголемиот честер, низ кој тешко би можело да се провлече било какво друго животно. Малечките очи и се длабоко всадени и покриени со долги и густо подредени трепки, со што и се заштитени при повлекување низ густите честици. Дивата свиња, како се што јадат, се храни со корења на голем број зелести растенија, плодови од диво овошје, со сите видови шумски семиња, а во нужда се задоволува и со пасење. Рилики низ земјата наоѓа разни организми, кои исто така лакомо ги голта. Храната повеќе ја бара ноќно време, а преку ден мирува во некоја густина. Телото на дивата свиња е покриено со остри и тврди влакна. Во зимскиот период под овие остри влакна се наоѓа втор слој на густи волнисти влакна. Бојата на влакната варира и тоа од костенливо пепеласта до темна. Младите прасиња се со жолтеникаво костенлива боја и од обете страни на телото имаат по две надложни темни пруги. Кај мажјаците, забите очници се силно развиени и им служат за самоодбрана. Очниците во горните вилица се нарекуваат брусачи, а во долната сечачи. Овие заби може да израснат во должина и над 20 сантиметри. Дивата свиње живее во булуци, се пари во ноември и декември и тогаш на булуците им се придружуваат повозрастните мажјаци кои другиот дел од годината го поминуваат осамени. Женката, маторицата, носи 17 недели и раѓа од 4 до 12 прасиња. Дивата свиња е ценет дивеч, бидејќи низиното месо и кожа имаат значителна вредност, а се цени и заради забите како трофеи. Во однос на исхраната, како се што јадец, таа може да биде и корисна и штетна. Корисна е поради тоа што со ринењето механички обработува шумската почва, а со тоа создава услови за ртење на шумските семиња. Причинува штети со оштетување на шумскиот подмладок, а исто така понекогаш може да причини штета врз некои земјоделски култури што се сеат на повисоките места. Од овие причини, нејзината заштита во различни земји е различно решена, односно, кај едни дивата свиња може да се лови преку целата година, додека кај други е заведен определен ловостој.
балкански гонич. Тој е најтипичен представник во оваа група, снажен и темпераментен. Основна боја му е жолто-црвенкаста со црн плашт преку грбот. Главата му е жолта и има црни петна околу слепоочниците. Не смее да има белина. Нужно е да биде двобоен според стандардот. Дозволено е да има сосема мала белина на градите, но таа не смее да биде поголема од 5 денарка. Оптимална височина за машкото е 48 до 58 см, а за женското 44 до 52 см. Кај кучките, половиот циклус се јавува 2 пати во годината. Првиот пат се јавува во есен, а вториот пат во пролет и трае околу 14 дена. Бременоста кај кучката трае од 62 до 64 дена. За време на гравидитетот, нужно е кучката да се храни со квалитетна, лесно сварлива и калорична храна. Продавницата за риболовна опрема Марти Спорт од Скопје е снабдена со најголем избор на трски и риболовна опрема од светски познатите брендови Даива, Колмик, Корморан, Мавер и Сеика турбетини, како и продукти од брендот Марти Спорт. Машинки од светски познатите брендови Даива Инфинити, Кајмако, Мако Стип. Голем избор на трски за риболов на пливка, фибер, главински риболов за краб и сом, спининг, мушичарење. Најквалитетни најлон конци, како и плетени конци од брендот Корморан, Колмик, Пауер, Горила, Скорпион и други познати брендови. Дојдете во продавницата на Марти Спорт во Скопје, трговски центар Буњаковец и уверете се во големиот асортиман на риболовна опрема со врвен квалитет. За подетални информации може да се јавите и на телефонските броеви 071 317 092 и 078 233 343 или посетете ја Facebook страната на Марти Спорт. Марти Спорт Скопје. Срна. Во Република Македонија, срнскиот дивеч е распространет речиси насекаде, во најразлични популации. Го има на речиси сите поголеми шумски комплекси.
Телото на срнскиот дивеч од надворешната страна е симетрично развиено и витко. Нозете му се тенки и долги. Во должина може да израсне до 140 см, а во висина до 75 см. Во тежина може да достигне до 40 кг. Бојата на летните влакна му е рѓесто црвеникава, додека в зима нивната боја е костенливо пепеласта, приспособена на бојата на сувиот шумски лист. Задниот дел од телото е обраснат со бели влакна, наречени огледала. Младото срнче има темно кафеава боја и шарена со бели дамки. Овие шарки на младото му остануваат се до есента. Срните во текот на годината два пати се митарат, односно ги менуваат влакната на телото, во пролет и во почетокот на есента. На роговите на срнаците се разликуваат два дела – рожиште и стебло на рогот. Рожиштето е дел од рогот и представува права коска, а се разликува од другите долги коски само по специфичниот начин на својата градба. Додека рогот расте, тој е составен дел на телото. Дури по престанувањето на растењето, тој станува мртва коска, а неа телото ја отфрла секоја година во есенскиот период. Типична форма на здрав и нормално развиен рог на пораснат срнак е рог со 3 парожоци. Роговите на младите мажаци почнуваат да растат уште од првата година од животот, во ноември. Овие рогови срнакот набрзо ги отфрла, а веќе во јуни наредната година добива нови рогови. Овие рогови обично се без порожици, поради што ваквите срнаци се нарекуваат шилаши, бидејќи роговите им се во вид на шило. Кај напредни и добро негувани срнаци, овие втори рогови може да имаат по еден или повеќе порожоци, но ваквата појава е сосема ретка. По паѓањето на овие рогови, третите рогови добиваат по еден парожок, поради што таквите срнаци ги нарекуваме вилаши, а кога ќе им израсне третиот парожок ги нарекуваме шестерци. По правило, уште во четвртата година од животот, роговите на срнакот добиваат утврден тек на развиток, односно му паѓаат во ноември, а веднаш потоа почнуваат да му растат нови веќе во мај идната година, сосема се развиени и изчистени од кожата и влакната. За време на растењето, ткивото на рогот е заштитено со посебна кожна обивка, наречена лико или браст, богата со нерви и крвни садови. Растењето и развивањето на роговите на срнаците не се одвива секогаш правилно. Може да се појават разни деформации и разни промени. Причините за ваквите појави се многобројни, а како најзначени се сметаат промени во наследните својства, повреди на челната коска, повреда на младиот рог, премрзнување, повреди на телото и слично. Срнскиот дивеч се пари во текот на месец јули. Еден срнак може да оплоди повеќе женки. Се додека не ја оплоди, срнакот останува крај женката. Дури откако ќе ја оплоди, приоѓа кон друга женка. Срната е бремена 40 недели или околу 280 дена. Оплодените јајце клетки во јули или август започнуваат интензивно да се развиваат дури во декември. Оваа појава се нарекува ембриотенија. Понекогаш во месец ноември може да се забележи дополнително парење кај срнскиот дивеч, при што оплодената јајце клетка не мирува, туку веднаш започнува да се развива. Најчесто во месец мај срните раѓаат по 1 до 2 срнчиња, а сосема ретко по 3 срнчиња. Срната е мощна и внимателна мајка. Во прво време, додека се срнчињата слаби и неподвижни, срната ги напушта едноставно кога мора да се храни, но таа секогаш е близу до нив и може да внимава на се што се случува во околината. Во случај на опасност им приоѓа на помош. Најголем непријател на срнскиот дивеч се волците, дивата мачка, куната златка и други штетници. Лисиците може да убијат само мали срнчиња. За време на високи снежни намети, покрај волците и лисиците, голем нивни непријател се кучињата скитници.
Волкот е најголемиот представник од семејството кучиња кој живее во дивина, а наликува на германски овчарски пес. Најчесто во природата може да се сретне само еден волк, сепак животот на волците се одвива во глутница. Глутницата кај волците ја сочинуваат мажекот и женката како пар и нивните потомци, што значи станува збор за фамилија. Волците полово созреваат дури во втората година од својот живот и за сето тоа време тие се со своите родители. Во должина, волкот може да израсне од 160 до 180 см, а во височина понекогаш и над 80 см, додека во тежина може да израсне од 30 па дури и над 60 кг. Волкот се пари во период од декември до февруари, кога тие се собираат во глутници и се борат за парењето на волчицата. По оплодувањето волчицата носи помеѓу 62 и 65 денови, а раѓа помеѓу 3 и 7 младенчиња, а понекогаш се случува да роди и над 10 волчиња. Волчињата се раѓаат слепи и глуви, а почнуваат да гледаат по 10 дена. Женката малечките волчиња ги дои околу 2 месеци, а за нив покрај женката се грижи и мажјакот. Со достигнување на половата зрелост, младите волци ја напуштаат територијата на своите родители и тргнуваат во потрага по сопствена територија. Волците се многу верни моногамни суштества. Се врзуваат со само еден партнер за цел живот, а таа врска трае се додека еден од нив не умре. Дури тогаш другиот тргнува во потрага по нов партнер. Волкот е крволочно животно кој ги напаѓа сите топлокрвни диви животни, како и домашниот добиток, овците, кравите, козите и слично. Зимно време, кога снежната покривка е доста висока, срните се најголема жртва на волците, особено кога снегот е малку подмрзнат и срните лесно пропаѓаат, со што станува поспора додека бега пред волкот, а со тоа шансите да се спаси од забите на крволочниот волк се многу мали. Нозете на волкот му се долги и силно развиени. Кога волците се движат во глутница, тие газат по иста трага, каде се движи волкот предводник, со што станува тешко да се утврди бројот на волците кои минале на одредената патека. Трагите на волкот се разликуваат од трагите на кучињата по тоа што трагата на волкот е потесна и подолга, додека кај кучето е пократка и поширока. Еден волк може да изеде и до 10 кг месо наеднаш, но исто така може да издржи и 2 седмици без никаква храна.
Волците живеат и ловат во група од 6 до 10 животни, а за да најдат храна поминуваат далечина и по речиси 20 км на ден. Кога го бркаат пленот, тие може да трчат со брзина и до 60 км на час. Како и другите диви животни, волците се потпираат на своите сетила, кои ги користат за да ловат и меѓусебно да комуницираат, а нивното сетило за мирис е 100 пати поизострено од човековото. Волците се неверојатно интелигентни животни, но и доста агресивни, особено кога треба да ги одбранат своите млади волчиња, како и својата територија. Оваа особина им е неопходна за нивниот опстанок во дивината. Волкот за ловците представува голем предизвик, бидејќи е доста тешко да се улови. Неговата интелигенција и остар слух навремено го оддалечуваат од ловците, кој секогаш се движи спротивно звуците кои за него се неприродни. Мечка. Мечките спаѓаат во семејството на цицачи, кои се одликуваат со големо тело, моќни екстремитети, густо крзно и кратка опашка. Мечките живеат во Северна и Јужна Америка, Европа и Азија, каде обстојуваат на различни живеалишта како што се планини, шуми и арктичка дивина. Сите мечки делат слична анатомија, но поедини видови варираат по големината, исхраната и видот на живеалиштето. Кафеавата мечка во Република Македонија е најголемото грабливо животно. Може да нарасне до 2,5 метри во должина. Мажјаците се покрупни од женките. Просечната тежина на возрастна единка се движи од 90 до 150 кг, а во некои случаи и преку 250 кг. И покрај незината големина, кафеавата мечка е многу вешта и брза. Бојата на крзното варира помеѓу светло кафеава, темно кафеава, црна или комбинација од овие бои. Предните нозе завршуваат со масивни шепи на кои има цилни канџи долги до 7 см, кои служат главно за копање, во потреба на храна, како и за одбрана. Кафеавата мечка е самотно животно, а храната обично ја бараат ноќно време. Претежно се хранат со разни шумски плодови, и тоа боровинки, диви круши, капини и слично. Мажјаците и женките се среќаваат единствено во сезоната на парење. Мечките се парат од крајот на мај до средината на јуни, а младенчињата се раѓаат од јануари до март наредната година. Женките обично раѓаат млади секоја втора година. Мечката ја поминува зимата во дугло, најчесто сместена во пукнатини во карпи, пештери, кои мечката ги прилагодува според своите потреби со копање.
Женката најчесто раѓа од 1 до 4 младенчиња кои тежат околу 400 грама. Мечињата се раѓаат голи и слепи. Младенчињата остануваат со мајката првата година од нивниот живот и се оддалечуваат од неа на возраст од 18 месеци, кога започнува следната сезона на парење. Кафеавите мечки достигнуваат полова зрелост на возраст од 3 до 4 години, а во природата може се најдат на возраст и над 20 години. За разлика од останатите животни кои спаѓаат во редот зверови, забите на мечката се адаптирани за исхрана која е составена претежно од растителна потепла. Имаат широки очници или кучешки заби и рамни катници. Ова не укажува дека мечките се се уште во процес на еволуција од месојадци во животни кај кои во исхраната доминираат растенијата. За време на хибернацијата, температурата на телото паѓа на ниво приближно на надворешната температура и ритмот на срцето е драматично намален. Сепак се случува мечките да се разбудат од зимскиот сон доколку се нападнати или во случај кога мајката раѓа младенчиња. Главна закана за мечките се криволовот, поставувањето на стапеци, сечењето на шумите и слични активности на човекот. Кафеавата мечка во Република Македонија е заштитена од 1996 година. Според Законот за ловство од 2009 година, кафеавата мечка е заштитен дивеч и нејзиниот лов е трајно забранет.